Добро утро од Струга, ден по големиот христијански празник Свети Ѓоргија. Овде во Струга се одржува традиционално Ѓорѓовденската литија. Тоа е голем настан кој што ги обединува верниците не само од Струга, Охрид, туку и од цела Македонија, бидејќи се носи светата икона и моштите од Свети Ѓорги Победоносец од манастирот Рајчица. По повод овој голем настан, со мене тука е отец Христијан Костоски. Добро утро, отец Костоски, за многу години. За многу години, Христос воскресе и добре дојдовте на нашиот храмов празник. Ни е радост што сте овде со нас да споделите, да може и пошироката јавност да види како светиот великомаченик Ѓорги се празнува во Струга. Оваа литија се одржувала и порано низ годините, може би и векови поминале, но вие пред 17 години чинам ја возобновивте. Кое е значењето? Како дојде до идејата повторно да се одржува оваа литија која го обединува целиот христијански народ? Точно кажавте, пред околу 16 години, со благослов на сега веќе блажено покојниот митрополит Тимотеј, со заложби на нашиот старешин архиерейски наместник отец Васко Голабовски, се случи ова и со нормално доаѓањето на моштите од манастирот Рајчица. Литијата го доби овој облик, не дека претходно не се одржуваше, но не беше баш по ова маршрута која што сега ја изодуваме. Тргнувавме од храмот, ја посетувавме црквата Свети Никола и од тука се враќавме назад. Вредно е да спомнеме дека дури кога било забрането празнувањето, литијата се извршувала, не престанала да се извршува, макар што се вртели овде околу самиот соборен храм, не како денес, литијата не престанала, се носела, се изнесувала иконата на Свети Ѓорги Победоносец и верниот народ со свештенството, со архиереот го одбележувал овој ден. Ние секојаш не прашуваат како кажуваме дека празнуваме 3 дена. Сушност овој празник започнува со вечерната спроти 6 мај. На 6 мај богослужиме Света Божествена литургија, а пак на 7 мај, како што е случај и денес, околу 8:45 часот ги пречекуваме архиереите, нашиот надлежен архиерей, неговото високо преосвештенство митрополитот Деварско-Кичевски Георги. На наша радост, како и ланската година, така и годинава ќе биде овој настан и нашиот празник збогатен со присуството на нашиот архиепископ Охридски македонски господин Стефан. Во 9 часот започнува Светата Божествена литургија и потоа традиционално во црквата има ручек, поканети се покрај оние што служуваат и така натаму, има традиција сите граѓани и сите посетители добронамерници доаѓале тука на празнична трпеза. Во 13 часот се бие камбаната и пристигнуваат моштите од манастирот посветен исто на Свети Ѓорѓе во Рајчица. И од 13 до 16 часот нека да имаме време верниот народ да се поклонува на светите мошти и на светата икона која се наоѓа овде во нашиот храм, житината икона на Свети Ѓорги. Во 16 часот започнува ктиторската вечерна богослужба со која началствува надлежниот архиерей, неговото високо преосвештенство митрополитот Георги. Потоа следи парастос, каде што црквата се моли за сите кои послужиле во овој свет храм, за сите свештеници, архиереи и така натаму и сите помошници. И потоа литијата започнува од овде од храмот Свети Ѓорги и се движиме по веќе востановената маршрута, односно по главната улица овде Пролетарски бригади, па преку мостот на поезијата, по новото шеталиште, низ чаршијата. Свети Ѓорги благословајќи ги сите кои дошле да испросат негов благослов и да го испочитуваат и да се помолат, и на крај се враќаме овде во нашиот свет храм, каде што традиционално сите кои што учествувале на литијата, знаете, земаат благословено од коливото, од пшеницата и виното, и повторно оние кои не успеале од било која причина да се поклонат, имаат можност повторно да пристапат кон моштите на Светиот Ѓорги да се поклонат. Знаете дека секоја година на литијата и предводи полициско возило, бидејќи Светиот Ѓорги како воин е заштитник и на полициските сили, по него следи воинот со конј, облечен во карактеристични одежди од
облеки во тоа време кои ги носеле војниците, бидејќи самиот Свети Ѓорѓи бил воин. Прв годинава ќе биде по посебна носија, така облечен одело? Воинот на конј ја носи истата трибунска облека, како и секоја година, и со палмово гранче, нели, го символизира мирот, нели, дека ова е литија на мирот. Светиот Ѓорѓи го излева својот благослов врз сите. Потоа следува звукот на клепалото, нели, бијачот на клепалото, кој што ја најавува ова литија. По него следуваат дечиња со црковни бајраци, црковни знаменија, рипиди, облечени во стихари. Следува чудотворната икона на светиот великомаченик Ѓорѓи, која што ја носат 4 граѓани овде од Струга. Околу нив, нели, дечиња со стихари. Ова за граѓаните, се извинувам. Што се стихари? Стихар е бела облека, наметка како кошула, и тие обично се бели затоа што се символ на ангелската чистота и она чистота која, нели, го символизира и служењето на Бога, чистотата која е потребна за да му се послужи на Бога, и го символизира исто и ангелите кои што постојано го славословат Бога околу неговиот свет престол. Ова година, како што ме прашавте, новина ќе биде тоа што во литијата ќе учествуваат покрај градскиот оркестар на град Скопје, ќе учествуваат локално и овде учениците од музичкото училиште Тодор Скаловски Тетоец. Ќе имаме од Кут Вевчани и Кут Илинден дечиња облечени во традиционални локални носии, кои што ќе бидат во поворката, нели, како секоја година, фрлаат цвеќе, даваат великденски јајца на присутните. И ќе има исто така повторно дечиња облечени во стихари, кои што ќе одат, ќе движат низ литијата, затоа што сакаме да дадеме можности на нашите дечиња од овде од Струга, од воопшто кога велиме Струга и од сите околни места, сите населби во Струга, да учествуваат во литијата. Потоа, како што знаете, следува свештенството во, нели, празничните одежди, следува после свештенството оди нашиот надлежен епархиски архиереј, неговото високопреосвештенство митрополитот Георги, и после нив одма се движи цветно украсениот епитаф на кој се наоѓаат моштите од светиот великомаченик Ѓорѓи. Исто така, него знаете дека секоја година го носат различни граѓани кои што не по наша заслуга, туку по промисла Божја, самиот Свети Георги ги избира, верувајте дека е така. До последен момент ниту ние не знаеме да ви кажеме кој е одреден или кој ќе носи, има многу што се пријавуваат, но Тоа голема е чест. И чест, и Свети Ѓорги секојаш некако чудесно си ги одбира оние кои што ги удостојува за тој настан. Нормално секој е повикан и секој може да се пријави за да ги носи честните мошти. И после исто така околу епитафот ќе има во локални носи мажи кои ќе ја придружуваат епитафот, и после епитафот со моштите следува бројниот верен народ кој што се придружува и ја следи целата литија, односно учествува во литијата, движејќи се по веќе востановената маршрута што ја спомнавме. Да кажеме дека оваа година литијата има и хуманитарен карактер, сето она што ќе биде собрано ќе оди на оние на кои што им е најпотребно. Да, оваа година дојдовме до таква идеја да се направи, односно литијата да добие хуманитарен карактер. Црквата Свети Ѓорѓи од секојаш имала, извојувала средства за лица на кои им е најпотребно, но како евангелски, нели, она што десната прави, левата да не зна, и така треба, нели, да биде пред Бога. Оваа година секој еден, бидејќи се појавуваат луѓе кои што сакаат да помогнат и не прашуваат каде, што, кого може да му се помогне, затоа решивме оваа година на литијата да се даде таков хуманитарен карактер и сите средства кои што ќе бидат донирани, собрани, ќе бидат дадени онаму каде што е најпотребно, а знаеме во денешно време дека има луѓе на кои текако има и преку потребна помош, па така да по благословот повторно на Свети Ѓорѓи и нив да е Бог преку Светиот Георги да им испрати и некоја мала символична за нив помош, но она што е најбитно пред се благословот на Светиот Великомаченик,
Георги, победоносецот, односно заштитникот на нашиот храм. Рани утрински часови сме, меѓутоа гледам дека веќе доаѓаат верници. Дали од година во година се побројни се луѓето кои доаѓаат и се дел од оваа литија? Па може да кажеме дека пред се благодарение на Бога, народот и текако во последно време го има тоа зголемување на бројот на посетители, не само посетители кои влегуваат во црквата да видат што се случува, но активни учесници во литургискиот живот. Вие добро можете да забележите дека годинава за Великден насекаде храмовите беа преполни, а уште ја живееме таа радост воскресна и светиот великомаченик Ѓорѓи можеме да кажеме дека е еден од светителите кои што го празнуваме секојаш во тој период. Ние започнуваме во 7:30, а веќе неколку минути после започнување на утрената богослужба храмот веќе започнува да се полни, сите се во исчекување, сите се љубопитни да видат како тече празнувањето, да примат благослов од нашиот надлежен архиереј, име чест и остануваат за време на целата божествена литургија да ги спросиме благослов и да ги спросиме молитвите на светиот великомаченик Ѓорѓи, но она што е уште побитно и да учествуваат во светата божествена литургија, односно во светиот путир, да се причестат со честното тело и крв Христови и потоа го продолжуваме празненството како што спомнавме, го завршуваме, нели, круна на целото наше празнување токму торжествената литија. Отец Костовски, ви благодарам на одвоеното време и нека е за многу години. За многу години. Христос воскресно, ви благодариме и вас за вниманието и за можноста да пренесеме и на оние кои нема да бидат во можност годинава да се со нас, да накратко да им доловиме како се празнува литијата. Ќе заборавев да напоменам дека може секој еден кој што нема да биде во можност активно да се вклучи во литијата, во годинава ќе има можност на нашата епархиска официјална страна на Facebook Деварско-Кичевска епархија. Во живо ќе стои линк кој што ќе биде активен од 16 часот и сите кои што не се во можност да бидат овде со нас, во живо да ја проследат целата литија. Благодарам уште еднаш. Христос воскресе. Останува да ги повикам сите граѓани, се уште е рано, има време да дојдат и да бидат дел од оваа свеченост и да ги почувствуваат тие продуховени чувства овде во Струга, во градот на Мостовите.